На граѓаните ќе им укажеме дека процедурите се поедноставени и дека можат веднаш да пристапат кон постување на вакви објекти. Крај на август, пеколно жешко. Владата представи измени на Законот за градба за полесно справување со енергетската криза, која зимава ќе достигне кулминација и ги прати во собранието. Со нив домакинствата и компаниите може да поставуваат фотоволтаични панели на покривите на објектите за самите да произведуваат струја, без дозвола од општините. Но, иако најавени како големо олеснување, се чини дека во праксата не е така. Дури измените се уште не се усвоени. Во постапката нема само едно тесно грло. Се уште се потребни елаборати, проекти, ревизија, а за поголемите капацитети се плаќа и такса од 7.000 денари само за да се добие мислење за можност за приклучување на мрежата. Треба да биде со еден обичен формулар во кој што пишуваш колку панели инсталираш, значи технички карактеристики, колку киловати се панелите, колку вати се ствари панелите, колку киловати е целата централа и едно полна шема, да кажеме, за да може да те приклучи. Се останата документација е непотребна. Дури има барање од Агенција за цивилно воздухопловство, но елаборат да се изработи, па дозвола од агенцијата, па таа агенција треба да даде одобрение дека не му зрачал на некој пилот кога летал на, не знам, 10.000 метри и така натаму. Значи, дополнително, место ги намала документите, они дополнително ги прошируваат. Уште една дилема е зошто има ограничување во производството на струја. До 6 киловати мокност за домакинствата и до 40 за правни лица. Иако има фирми кои трошат значително повеќе електрична енергија, а можат самите да ја произведат. Според Манасков, единствена причина е тоа што Евана Хоум има интерес да продаде енергија. Електродистрибуција дава амин за приклучок на мрежата, а двете компании се дел од иста групација, Евана. Едно семејство за да може да се спаси и да нема проблеми, потребно да се стави толку колку што му треба. Или една компанија, колку што му треба да се стави фотоволтаици. А ако јас купувам струја по 700-800 евра колку што е на берзата, а има можност на крова да ставам колку што ми е потребно и при тоа производот да ми биде поевтин како компанија, тогаш е најдобро да си ставам колку што ми е потребно, а не да ме ограничуваат. И првиот човек на регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимовски, смета дека условите треба да се олабават. Колку е капацитетот да се постави на еден кров, да се постави целост. Може да биде и 7, може да биде и 8, но сега се оди чекор по чекор. Од власта и Евана тврдат дека ограничувањата не се за да се заштитат нечии интереси, туку најоптимално да се искористи сончевата енергија за сопствени потреби. Сепак, ако едно домакинство или помал стопански објект сака да продава струја на отворен пазар, ќе му треба лиценца. Овој концепт има за цел искористувањето на произведената електрична енергија да се оптимизира, односно да се користи главно за задоволување на сопствените потреби. Доколку субјектот има можност за поставување фотонапонски панели со повисока инсталирана моќност, за истото нема ограничување, односно може да стане производител согласно законската процедура и да се стекне со лиценца за производство на електрична енергија. Од Евана за ограничувањето од 6 киловати моќност за домакинствата велат дека тоа е максимумот за искористување на постоечкиот приклучок на мрежата, без да се прават нови инвестиции. Од анализите е воочено дека репрезентативно домаќинство најголема придобивка ќе има доколку инсталираната моќност е во опсек од 4 до 6 киловати и дека голем дел од произведената електрична енергија ќе се искористи за сопствените потреби. Доколку се инсталира поголема моќност, тогаш најголем дел ќе се предава во мрежата и бенефитот ќе биде значително помал. Меѓутоа, во други земји од соседството, граѓаните можат да се здружат во енергетски задруги за заедно да произведуваат струја и да ги понесат трошоците. Дел од произведената струја се користи и за улично осветлување, со што се намалуваат сметките. Во Македонија нема таква можност, а инвестицијата воопшто не е мала. За домакинствата, во зависност од опремата, може да достигне и до 10.000 евра. Локалните самоуправи во Србија почнале уште летово да субвенционираат индивидуалци, значи граѓани, да постават соларни фотоволтаици, што кај нас, например, не е случајот. Значи, општината да го види, да ги види овие инвестиции како инвестиции од јавен интерес, да ги поттикне и да ги охрабри граѓаните, затоа што пак ќе напоменам, знаеме дека ова сума за инсталирање на фотоволтаиците не е мала и не секој може, особено во земја каде што има
доста висок процент на сиромаштија, е голема инвестиција. Сепак, измените на законот за градба се уште не се изгласани во собранието пред прагот на зимата, иако беше познато дека се очекува тешка енергетска криза. Сакаме да стимулираме и да поттикнеме инвестиции од граѓаните тоа да го прават или сакаме да им отежниме, ама да кажеме дека треба да се прави. Пикот на енергетската криза се очекува да биде декември-јануари. Еве, дури ако сме финансиски мокни денес да сакам да почнам да поставам фотоволтаици на мојата куќа, тешко дека ќе можам тоа да го направам до декември, каде што не очекува и најлошото оваа сезона. Оба укажува дека предстојнава зима, иако од владата, најавувани со фанфари, фотоволтаици на покривите ќе нема доволно, а сонцето ќе остане неискористен ресурс за производство на струја за многу домаќинства и компании.